Тричасовната средба меѓу СОНК и владата заврши без епилог и без ниту еден конкретен одговор. Работните групи и помирувачот по втор пат седнаа на иста маса, ама посостанокот не сака да кажа за што се зборувало. Па така прашањето кое ги засега сите, а тоа е до кога ќе се оди во школо, ниту денеска не беше одговорено. Се уште останува неизвестно дали учебната година ќе биде продолжена после 10 јуни или пак ќе заврши точно на време. Ниту од МОН, ниту од СОНК денеска не дадоа конкретни изјави за тоа кога ќе заврши учебната година. Иако синдикатот останува на барањето за зголемување на платите од 18,4%, власта не попушта и инсистира да се прифата 12% зголемување и К15 од година. Нова рунда преговори синдикалците најавија за петок. Договорено е да не излегува никаква информација во текот на преговорите, во интерес на преговорите. Секако дека ќе имаме наредна средба, договорена е за петок. Имаат еден ден од МОН. Конкретно за продолжување на наставата има некои информации дека можно би било некој ден продолжување. Конкретно каков е ставот на синдикатот? Значи, тоа што ќе се донесе во законски, ние ќе го испочитуваме. Се разбира, сега до сега да не спекулираме ќе има, колку ќе има и како ќе има, се додека немаме официјален документ, нема ништо да даваме како изјава, што не е коректно. Првиот синдикалец пак Јаким Неделков е оптимист дека до крајот на неделава може да се изнеде решение и дека нема да има потреба да се активира втората медијација која би траела уште 10 дена. Сакам да бидам оптимист и да бидам убеден дека за 10 дена ќе најдеме решение. Ако не најдеме, ќе мора да одиме уште 10 дена. Што ако владата остане тврда на ставовите дека толку има средства и дека надвор тоа не може да излезе од тие рамки, штрајкот е ставен во умирување, таа одлука треба или да се потврди, односно да се повика, или да се активира штрајкот, така да во овој момент навистина неблагодарно е да предвидувам што понатака. Инаку од синдикатот повеќе пати нагласија дека ако помирувањето не вроди со плод, штрајкот во училиштата и градинките повторно ќе се активира откако ќе помине времето на помирување од 10 дена. Инаку една од опциите за крај на школската година е одржување на скратена програма за настава, но и работа на некоја сабота. А околу полагањето на матура од СОНК вела дека одговорноста е кај ресорното министерство и Бирото за развој на образование, а токму тие ќе им помогнат ако тоа биде побарано од нив.